Здраво, здраво, другари! Еве на нас повторно. Ние сега ќе продолжиме со следниот час за 9-то одделение. 9-то одделение! Вау! Ајде! 9-то одделение, дихотомни клучеви, односно клучеви за идентификација. Само да видиме. Чекай тука. Ќе го најдеме. Важи. Јас се надам дека досега се забавувавте на денешните часови. Нас барем ни беше многу интересно. Дихотомни клучеви. Јас прв пат слушам, не знам што е тоа. Баш ме интересира. Што е тоа дихотомни клучеви? И повторно со не експеримент, туку е така, да биде интересен воведот. Тука имаме прибор за јадење. Да. Ме интересира. Дали можете некако да го групирате ова? Па да. Што ќе одберете за да можете да ги групирате сите овие нешта? Прво Која по карактеристика? изгледот, материјалот. Една карактеристика прво да одбереме. Материјалот од кој што се изработени. Одлично. Значи едните се Метални? Метални, другите се пластични. точно така. Сега. Второто нешто што за да можеме да ги одделиме, ајде оваа група како ќе ја одделиме? Според боја? Според боја. Боја. Така. Одлично. Според Според функција? функција. Мораме Некој се- изглед, надворешна Изглед. карактеристика да одредиме. Значи имаме ова веќе го одредивме, Да. дека е мало сино лажиче. Да. Така. Ајде да видиме другите. Сега само вилушките Така. на една страна. Но мораме да побараме прашање. Секогаш прашања се поставуваат за да можеме ние да ги групираме. Какво прашање ќе поставам? Дали има иглички? Иглички. Или дали е боцкав? Да. Боцкава. Одговорете да или не. И на таков начин одредуваме точно кои се вилушките, кои се ножевите. Живите. Истото може да се направи и со следната група. Нас оваа група ни остана. Да. Да. Имаме тука различни видови, нели, на прибор за јадење. Да. Па имаме мала лажичка, имаме голема лажичка. Имаме Но, вилушка, вилушка. имаме Ние ги нож. знаеме. Да. Ги знаеме сите овие, но мораме да стигнеме до нивното име. Заради тоа, повторно поставуваме прашања. Тие прашања ни се многу важни како ги поставуваме, односно одбираме една карактеристика која ќе ги оддели една група, ќе ги оддели од сите останати. Во овој случај најинтересни ни се стапчињата за јадење, Да. нели? Заради тоа можеме да кажеме некоја карактеристика. Долги, мазни, Како шилци, Тенки. како копија. како копје, и тие веднаш ќе ги одделиме од сите останати. Потоа, вилушките исто како преска, лажиците имаат округла форма и така натаму, значи слично како претходниот пример. На таков начин ги групираме сите предметите кои што овде ни се и сите измешани. Дали вие дома кога имате телевизор, како ги групирате телевизиските канали? Па според содржината. Така. Значи имате една група спортски канали, Друга имате група музички канали. Не знам, Цртани филмови. филмови. Ете така. Значи сето тоа е многу важно во секојдневието, а најважно е во биологијата. Во биологијата има огромен број на живи организми. Ако сето тоа е измешано, не можеме да се снајдеме, Да. не можат Што научниците да се каде е. снајдат. Да. Да, и заради тоа прават вакви клучеви за идентификација на организмите. Значи на ваков начин се прават сите оние нешта кои што ги одредуваат организмите и да не го знаеме ние животното или растението. Со помош на тие специјални книги кои што ги изработуваат научниците, кои што се занимаваат нели со тоа, успеваме да стигнеме до вистинското растение или до вистинското животно кое што ни е потребно за да го дознаеме. Сега тоа ќе го проследиме малку и преку презентација. Значи, што се дихотомни клучеви? Како може да ги поделиме животните во групи со поставување на точни прашања за кое има секогаш да или не.
и ќе направиме неколку вежби за составување на клучеви за идентификација. Ајде да биде малку појасно сега. Ова го направивме ние. Да. Еве го приборот за јадење. Прво ќе го преведеме зборот дихотомно. Зборот дихотомус значи кога нешто се дели на два дела. Еве ги прашањата. Дали е прибор за јадење? Го поделуваме на прашањето на два дела. Одговорот е да, Да. или не. Не. Потоа, ако е да, имаме две групи на предмети. А и Б. Од другата страна, каде што е одговорот не, имаме друга група на предмети. Моливите, штрафот, закачалката, свеќата. Потоа продолжуваме со нови прашања. Односно, дали е округло? Па од приборот за јадење, еве го, округлото. Тањерот. Ете така. Тамо каде што ни е да, ни е тањерот, тамо каде што е не, ни е останатиот прибор. Пошто може надолу повторно ние да го разделиме за да стигнеме поединечно до секој дел од приборот. Од другата страна, каде што ни беше одговорот не, ни останаа предметите С и Д. Прашањето кое што ќе ги оддели сите овие нешта тука што се предмети што ни останаа е дали е школски прибор. С е Ако е школски да, прибор, така е, А Д. закачалката Д или штрафот штрафот и закачалката. И закачалката. Така. Така е. не е школски прибор. Ете така. Значи, ова представува шематски приказ на дихотомен клуч, односно мрежест дихотомен клуч, кој што ни помага да стигнеме до одговорите, односно до предметите кои што сакаме да ги откриеме. Ова ви го раскажав, што се дихотомни клучеви, каков метод се, дека дихотомните клучеви се составени од серија прашања или тврдења низ кои што треба да се помине за да се најде името на организмот. Дека се поделени на два, секогаш имаат два одговори и дека ни даваат два избори за секое прашање. Еве уште еден пример. Ајде со организми. Еве ги личностите. Тука ми се избришале имињата само на другите двајца. Така. Прво нешто што ќе ги одделиме личностите на фотографиите, Дали е машко, дали е женско? Женско. Да. да или не. Така. Ако е да, Женските се на една страна, машкото е на друга страна. така. Да. Еве, Веќе машкото тука се имаме вика бел. одма, така. Косата. И одма имаме веднаш имаме одговор заради тоа што тоа е најважна карактеристика од сите овдека што ни се Да. представени личности. Следно нешто, за да можеме сега трите Натаму да продолжиме. натаму да продолжиме така, потребна е нова карактеристика. Во случајов косата. Така, дали има витка на коса? На едната страна да, на другата страна не. Не. Само една од нив Има има витка витка на на коса. коса, Да. тоа е Ари. А тие што немаат витка на коса, мора да дојде ново прашање. Дали тие две ќе се Така, да се одделат Да. тие две. Во овој случај, дали косата е руса или не? Да. Во едниот случај е да, во другиот не, и на таков начин стигнавме до имињата на сите личности кои што ги имаме на фотографиите. Да. Истото може и со инсекти, Така, со животни, да. со Така. групи на животни. Така. Еве, дали имаат нозе? А имаме рак, некој комарец, Вилинско конче. Вилинско конче, мува, Змија мува, имаме полжа. Не, ова е Црв. така е, дождовен црв. Црв. црв и ова е полжа. Точно така. И сега прашањето е дали имаат нозе? Да. Да, Или не? така. И ги гледаме, имаат нозе. Мувата има нозе, Едно, две. кончето вилинско и ракот. Точно Да. така. На едната Дека страна. полжавот и црвот немаат. Точно така. Потоа продолжуваме со поставување на прашања. Повторно се поставуваат Да. прашања. Дали телото е изградено од прстени? Точно. Да и не. Под да, дождовниот црв, Црв. стигнавме до дождовен црв. Така.
Така, Полжавот, голиот Исто полжав, така. исто така. така. Не. Од другата страна, дали има повеќе од 6 нозе? Да, ракот има повеќе од ракот, 6 нозе. Точно така. Не. Дали има 4 крилја? Да. Билинското Ското конче конче. има 4 крилја. А мувата нема. Не. Точно така. Ете. Сега имаме нов вид на дихотомни клучеви. Со тврдења. Значи, тврдењата ни покажуваат, ова е малку покомплициран дихотомен клуч, но ако се навратиме на претходниот, мрежест, колку простор би не одземал во една книга. Аха. Многу. На секоја страна треба Да. нов дихотомен клуч кој што треба да биде Точно. колку што е страница. Да. Затоа имаме почесто во биологијата, во науката се употребуваат ваквите дихотомни клучеви со тврдења се нарекуваат и секогаш имаат одговори по да и по б. Значи Так. два понудени одговори, како претходно што беше со да и со не, овде имаат понудени одговори по да и по б. Така. Овде само овој да го разгледаме. Ете ги, истите организми, истиот дихотомен клуч. Има но нозе, пред- нема нозе. Оди на Ете 2 така. нозе, оди на 3 нозе. Така. Има 6 нозе. Има повеќе од 6 нозе. Ајде да не ги збуниме. Има нозе. Ова покажува на која точка понатаму треба да Точно. се отиде. Оди на 2. Така, оди на 2. Оди на 2. два. Да. Двојката е тоа. Аха, Така. точно. Ако нема нозе, те носи Оди на 3. На 3. Точно, и така. директно те носи каде да одиш. така. Да. Тврдењата ни се пишуваат така за да може да се стигне, да се одделат организмите еден Точно, од друг. да не Да, се да. изгуби време за да се оди етапно, Така. директно да се оди до суштината. така, ете така. Одлично, ви благодарам многу. Дечки, Да. навистина многу работи научивме денес. Се Математики, забавувавме. биологии, цртавме. И ни остана уште што? Физичко. А физичко нема да ви покажеме ние, тоа сами дома ќе си вежбате. Ние сега овде завршуваме. Ви благодарам наставничке. Многу ви благодарам и на Ви вас. Навистина имавте интересни часови. Ви благодарам. Ви благодарам и вас, драги деца, а вие сега дома имате простор, направете си простор и сите да вежбате кој Да. како сака. Јас со И да си оваа ги напишете топка. вашите домашни задачи. Ајде сега со тие домашни, Па цел ден да. домашни. Ајде сите да вежбаме. Да вежбаме. Фаќај Марија. Чао, Ајде, дечки, се чао, гледаме чао, утре. се гледаме утре. Марија, фаќај. Ајде. Ајде, учителке.